Збогум Никола стана еден од најславните хаштази на социјалните мрежи и неизбежна порака наречи се сите протести кои обележаа минатата година. Стана и крешендо во речиси секој политички говор на опозицијата. Нема кој не го спомна. 25 април 2016 Збогум Никола и тајфата околу него. Па така, на престојните избори, опозицијата реши Збогум Никола да го претвори во политички капитал. Посакаа да направат веб страна. Но работите се изјаловија. Па едно обично регистрирање на интернет домеин се претвори во политичка драма на неделата. СДСМ обвини дека побарале да си го купа домеинот збогумникола.мк. Регистарот им рекол може, за потоа да стаса одговор не може, дека веќе е зафат. СДСМ минатиот месец, на 10 декември, поднесе барање за регистрација на интернет страницата збогумникола.мк. По 3 часа добивме потврда дека називот, односно доменот збогумникола.мк е купен, а во следните 2 дена ќе биде регистриран од страна на Марнет. И оваа јавна установа овозможила кражба. Чиј е доменот Збогум Никола? Колку сопственици промени во 2 дена пред Божик? Според регистарот, првиот сопственик беше Новак Новаков. Нова тргна во потрага по сопственикот. Екипата на Нова се наоѓа во велешката населба Речани. Тоа е местото позади мене, каде што живее фамилијата Новакови, која неодамна го купи доменот збогумникола.мк, веб-сајтот кој што ги скара политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ. Фамилијата Новакови, како што раскажуваат нивните соседи и најблиските, работат со фарма за кокошки. Но некои од соседите и роднините почнаа да ја отплеткуваат мистеријата. Еден од членовите на семејството, Новак Новаков, работи токму во Марнет, институцијата која пак демантира дека работат за нечии партиски интерес. Јајца продаваат кокошки, да. А знаете ли дека последно време купиле веб страна, интернет? Да, синот што им е у Скопје. Така чув и ја вчера чув. Ека купил вебсайт? Да. Новак Новаков. А он работи Во Скопје работи, да, он туку не е. Никога. се движи од. Новакови не беа достапни на фармата во Речани. Меѓутоа се упативме на друга адреса во центарот на градот Велес, каде што се обидовме да разговараме со Новак за да потврди или негира дали е тој закупецот на доменот. По-стариот син работи со нешто, мислам дека пасува интернет. Па средниот син работи со музика, помалиот син уште на школа. Да. Кој што точно работи не знам. Може да е некој од нив. Сепак и покрај тоа што го побаравме на неговото работно место во Марнет, тој одбива да контактира со Нова. Но мистеријата со доменот се продлабочи. Новакови се чини и не го процениле доменот за толкава инвестиција, па решаваат да го продадат на известна фирма Солепром. Солепром го купува доменот на 4 јануари, а веќе на 5 и тие се откажале. Па Збогум Никола добива нов газда, Ванчо Петрушевски од скопското село Добридол во општина Сопиште. Ова е селото Добридол, на 10 километри од Скопје, каде по трет пат е регистриран најбараниот домен збогумникола.мк. Не го најдовме ниту Ванчо, ниту пак видовме човек да се движи низ селото. Сепак тој одговори на нашиот телефонски повик. Одби да зборува пред камера, но потврди дека доменот е негов. Го купив и така сакав да го имам и мој си е. Немам намера да го продавам на друг во иднина. Изјави Петрушевски, дополнувајќи дека тој работи на интернет, но дека воопшто не било важно во која сфера на интернетот. СДСМ мораа да се задоволат со збогумникола.ком, а јавноста ќе мора да се задоволи со отсуството на одговори од Марнет, од Новак, од Ванчо.